Во 9 часот и 40 минути, како што најавив, со мене во студиото е господинот Насер Зибери, народниот правобранител Република Северна Македонија. Добро утро. Добро утро. Поминаа 4 месеци од именувањето на функцијата. Како ви поминаа овие 4 месеци? Да, поминаа 4 месеци. Би рекол бурно. Од причина што требаше од почеток некои работи да се постават на поинакви основи за кои јас сметав дека институцијата би била поефикасна, поекспедитивна и во интерес на граѓаните. Се разбира дека почетоците сами по себе се тешки, додека се осознаат сите состојби, додека луѓето и соработниците мои се навикнат на еден поинаков темпо на работа, поинаков начин на комуникација и така натака. Но со оглед на фактот што до 1 јуни функциониравме со преполовен капацитет како резултат на препораките на комисијата и владата за сменско работење, мислам дека беше успешен период. Па, предпоставам дека и се одрази врз бројот на поплаки, бројот на пристапување до институцијата, што се вели донекни бевме во некакви полукарантини, сите со некакви работи од дома и така натаму. Особено минатата година, додуше вие не бевте во институцијата минатата година, предпоставам дека гледам го презентиравте извештајот за ланската работа кај претседателот на Собранието Талат Џафери. Што констатира, што се главните точки во тој извештај, што се главните пораки? Да, согласно Законот за народниот правобранител, еднаш годишно пред собранието го доставува на разгледување годишниот извештај за степенот на заштита на човековите слободи и права. Тој извештај на 31 март беше доставен до собранието и официјално. И за првата наредна седница, која е закажана за 8 јуни, е на дневен ред и претениците треба да го разгледат. 8 јуни е денеска. 10 јуни, извини. Така е, да, седницата закажана за 10 јуни е ставен на дневен ред извештајот. Пратениците треба да го разгледаат и треба да усвојат препораки кои ќе се достават до владата, а преку владата до органите на управата на кои се однесуваат тие препораки за надминување на проблемите и подобрување на заштитата на слободите и правата. Гледам дека во соопштението од средбата од 17 мај со господин Талат Џафери оценувате дека се коректни рамките на соработката со институциите и особено со собранието и така натаму. Што очекувате? Ќе има ли критички препораки од страна на пратениците? Да, убеден сум дека ќе има критички осврт на состојбите. А патем да кажам дека соработката како за почеток е добра. Јас ја искористив приликата да се сретнам по повод годишниот извештај и со претседателот на државата, зашто и со претседателот на државата имаме одделни точки на соработка, и со премиерот, со кој воглавном се однесуваат забелешките, препораките. Се разбира, извршна власт. И критиките, да. И на крај со претседателот на собранието, а собранието е куќата која ја надгледува работата на народниот правобранител и која дава препораки за подобрување на состојбите. Во таа насока во собранието веќе на дневен ред денес е и предлогот за измена на правилникот за систематизација на службите во народниот правобранител и сето тоа се тековни активности. Обично кој ќе чепнете во систематизации, во организации, доаѓа до мали револуции. Како ќе поминава промена? Бидејќи се нарешуваат статуси, се нарешуваат веројатно и долгогодишни некакви синекури и така натаму, институцијата во минатото се соочувала со сериозен недостаток на кадри и за места, позиции кои биле
внесени во правилникот, но и позиции кои се неопходни, а кои не постоја во систематизацијата. Еве како пример ќе ви го наведам одделот за информатичко општество. Таму има само еден извршител. А претежно комуникацијата со институциите се изведува преку Ако смеам да забележам, господин Џибери, подготувајќи се за овој разговор, ви влегов на веб-сајтот. 90% од информациите ви се со датум од 2017-2018. Го најдов до души последниот извештај, најдов и еден сега неодамна објавен извештај за состојба на децата кои не се регистрирани, но главно се тоа застарени информации, многу застарени, негде и празни страни. Имајќи предвид дека денешната комуникација, особено во пандемија, тече главно онлайн и предпоставам дека можеби пратениците нема да се сетат на овие критики, ама вие си ја знаете состојбата. Значи, еве како пример го наведов тој оддел каде што е работи само еден извршител и кој објективно не постигнува, меѓу другото и да го апдейтува, да го снабдува овој дел на информации. И не само тоа, ние имаме сериозни проблеми од причини што за секој ангажман на лица надвор од институцијата треба да објавиме тендер. И на тендерите досега била пракса да се пријавуваат институции, здруженија, фирми со најниски цени, но кои по квалитет после не одговараат на тоа што е прифатено како обврска. И од тие причини во делот на систематизацијата предвидуваме да се зајакне овој дел со уште двајца извршители, но и други. Имаме оддел за меѓународна соработка каде што нема ниту еден извршител. Да, тоа е исто. И како може да една институција која е членка на повеќе асоциации, регионални, европски и светски, да нема Ќе помина ги тоа, да ме прашам, целата оваа. Јас сум оптимист дека ќе помине, зашто тоа е врзано со буџет, ви префрлија некои од рамковните вработувања? Меѓу другото, да, измените се и како резултат на програмата К5 за префрлување на административните службеници, кои исто така представуваат терет, проблем за институцијата, зашто дел од тие луѓе се со несоодветна квалификација за природата на дејноста која обавува Народниот правобраник. Што правите со нив? Оти видовме како помина пазар да испекти. Јас водев долга дебата на таа тема, на таа релација. За дел ги убедив челниците на Министерството за политички систем дека не одговараат на природата на обврските. Добро, на луѓето треба да им се најде работа. Можеби преобуки, можеби. Но мој впечаток личен е дека требаше да се направи една подлабока анализа за структурата на лицата кои треба да се распределат, структурата на органите и потребите на органите кои треба да се распоредат. И убеден сум дека тогаш не само што побрзо и ефикасно ќе се решеше проблемот, но и продуктивноста од распределувањето на тие луѓе ќе беше далеко поголема, да не се повтори ситуацијата, да повторно ги деташираме во одредени институции тие луѓе, да останат повторно без работа. Очекувате да завршиме со овој дел, очекувате дека тоа што го барате ќе профункционира годинава, бидејќи половина година помина сега од есен, како ви се предвидува? Јас сум оптимист во смисла на тоа дека ќе поминат актите во собрание на Комисијата за политички систем која ни е матична, без ни една забелешка бил прифатен предлогот. Ќе помине се, длабоко сум убеден, и годишниот извештај, ќе се усвојат и препораките, но бидејќи сме на предворието на распишување на локалните избори, а тоа значи и замрзнување на сите активности, можно е да одредени позиции да бидат решени после изборите, а тоа значи пред Нова година. Граѓаните не мора да ги интересираат овие работи за кои говорите, бидејќи се тоа. Да, овие се наши внатрешни проблеми. Така, добро е да биде јавност информирана за тоа. Што е најголем бројот поплаки во кои области добивате?
И бележите ли пад или раст на тие Да. поплаки? Какви се трендовите? Анализата се однесува на 2020 година, Да, се разбира. бидејќи 2021 е тековна. И од годишниот извештај за 2020 година се гледа еден сериозен пад на преставки и поплаки на граѓаните упатени до народниот правобранител. Јас често милувам да кажам дека тоа не е резултат на подобрување на квалитетот на заштитата на слободите и правата на граѓаните, току ефект на пандемијата, бидејќи Значи пандемијата не е разочараноста од вашата институција. Не, И тоа може биде и тоа. Да, ефектите од пандемијата го направија своето. Се ограничи движењето на луѓето. Имаше во одредени периоди полициски час. Луѓето од здравствени причини не беа во состојба да комуницираат и контактираат. Нашите служби се преполовија и се затворија заради спречување на евентуалното ширење на вирусот. И сето тоа доведе до ситуација да за 1/3 се намали бројот на преставките. И тој број за 2020 беше негде 2450 преставки, за разлика од претhodната година која беше за 1000 поголем. 2019. Од извештајот што го консултирав, гледам дека областите што ги покривате се бројни. Значи од здравство до преку образование до полициски овластувања, граѓански права, не знам, бегалци и така натаму. Вие сте практично еден чадор врз целото општество. Апсолутно. Сепак, што е она на што најмногу се жалат граѓаните? Во кои области неколку се сконцентрирани најголеми? Доминираат преставки во областа на правосудството. Традиционално. Значи, Традиционално. Работните односи. Правата кои се врзани со потрошувачките права на граѓаните. И тука пред се во однос на користење на комуналните услуги, и тука доминантно место имаат поплаките во однос на сметките за потрошена струја, односно гон евана. А во делот на правосудството доминираат поплаките во однос на извршувањето, односно работата на извршителите. Бидејќи имавме период на пандемија, а во одреден период собранието не функционираше, туку се прогласи вонредна состојба и владата носеше уредби со законска сила, законот за извршување во еден дел на одредби беше суспендиран. Така е. За жал, делот извршителите тоа не го почитуваа, туку продолжиле да ги процесуираат предметите. Втора забелешка во тој дел е што не е запазена ниту законската обврска и заштита на граѓаните, да не се задира во делот на средствата кои се неопходни, а кои се гарантирани дека не може да се извршува. Како е можно тоа, господин Зибери? Тоа сепак треба да биде прифатено од судот, треба да биде прифатено од банка, треба. Не, извршувањето оди од доверителот до нотарот до извршителот. Па тоа се сепак институции кои што знаат дека е законот суспендиран, значи таму некој крши нешто. Да. А потоа забелешки во однос на приоритетот на извршувањата и така натак. И да заокружам со овој дел, во делот на правосудството во текот на 2020 година имало над 400 поплаки, од кои над 200 се во овој домен. Се разбира, граѓаните се жалат и за бавното решавање на проблемите, односно несудење во разумен рок, која е една од темелните вредности на нашиот правосуден систем. Каква ви е ефикасноста, господин Зибери? Граѓаните се жалат, 2-3 жалби и 4.000 во нормална година. Ова е суштинско прашање, зашто граѓаните може да се жалат, ние може да дадеме препораки, но ситуацијата да не се промени. И една од темите кои ги разговарав со премиерот беше токму тоа, дека мора институциите да реагираат соодветно на препораките, се разбира кога законски се основани. Од анализата што ја имаме направено, апропо извештајот за 2020 година, заклучивме дека кај службите, јавните служби, препораките на народниот правобранител најмногу се испочитуваат. И тој степен на испочитување на препораките оди до 80%.
Тука Тоа тоа е е сериозна завидно бројка. за Да. наши услови. Во делот на пензиско-инвалидското осигурување, социјалните... Кај се оние други 20%? Кај Е. е проблемот? Проблемот е сериозен кај обвинителствата, Министерството за внатрешни работи, тука пред се мислам на полициските служби, зашто ние мониторираме постапување на полицискиот униформираниот дел кај граѓаните кои се задржуваат или приведуваат, односно се лишат од слобода. Мал е исто така фидбекот и кај затворите. И со тие служби, а тоа ако гледате, тоа се органи кои применуваат на некој начин сила. Значи тие се чувствуваат и кои што би можеле да реагираат брзо согласно препораките, бидејќи имаат овластување да не чекаат многу. Да, органите кои имаат таква моќ, а кои може да нанесат сериозни штети врз слободите и правата на граѓаните, се најглуви во однос на реакциите на народниот правобранител по однос на кршење на слободите и правата на граѓаните. Каква ви е соработката со невладиниот свет, пред се мислам на Хелсиншкиот комитет, бидејќи во многу области се покривате и се... Да, и соработуваме и се покриваме. Јас меѓу првите средби кои ги имав во институцијата беше и средбата со невладините организации, меѓу кои беше и Хелсиншкиот комитет, Сдружение на млади правници и да не ги бројам натака. Да. И дел од овие што ги спомнав се индиректно вклучени во работата на народниот правобранител, бидејќи со измените од 2018 кај народниот правобранител постои посебен оддел, а тоа се вика меанизам за граѓанска контрола, значи народен правобранител меанизам за граѓанска контрола, кој меанизам според законот за народен правобранител собранието бира 3 невладини организации кои делегираат своји представници во овој механизам кај народниот правобранител за мониторирање и постапување во однос на полициските станици, затворите, кај што действуваат униформираниот дел. И со тоа, таа соработка и координација треба да биде на многу по-добро ниво. Мора да бидам критичен, во минатото не постоела таа соработка. Од што зависи таа соработка? Од институционално е поставено. Се работи за законски своите карактери, поставено, се работи меѓутоа не за профункционирала од причина што сдруженијата кои ги избрало собранието, откако ги имат делегирано своите представници, не учествувале во работата на меанизмот за граѓанска контрола. Проблемот е кај невладините организации, сакате да кажете? Не сакам да кажам дека е кај нив, сигурно дека е и кај институцијата Народен правобранител, а проблемот е следен. Народниот правобранител, кога зборам Народниот правобранител, мислам на мојот претходник, сметал дека тие лица треба да бидат со работен однос. Треба да склучат договор. Каде? Во правобранителството? Во правобранителство. Како да бидат постојано делегирани и да тука работат? Не, на една година работен ангажман со договор со целосно работно време. И да одговарат пред народниот правобранител како да, ама тогаш не би биле независни тогаш. Следно е прашањето. Смислата на тоа е да не бидат дел од органот. Невладините организации сметаат дека нивниот субјективитет во тој случај ќе се губи, ќе се топи. Па се разбира. А смислата на одредбата на законот е обратно, да се внесе граѓанска контрола врз службата која ги мониторира. И таа да биде независна, институции. ако ништо друго, бар да биде платена од тој што И тоа јас им ветив дека овој проблем ќе го наминеме и ми изготвив еден предлог на договор за нивен ангажман, им го доставив, ги очекувам нивните забелешки. Умеѓу време истече рокот на овие здруженија, бидејќи согласно законот една година е нивниот мандат, после една година собранието повторно бира други. И меѓу другото разговаравме, уште еднаш беа овие невладини организации и ме замолија да поведам иницијатива за измена на законот и мандатот да се продолжи, односно да се зголеми. Размислувањата се тој мандат да биде 2 или 3 години. Јас им реков дека сум во фаза на размислување, во разговор со министерот за правда, бидејќи тој е носител на измените пред влада и собрание.
да најдеме едно посоодветно решение. А се разбира, тамо ќе има и други измени кои ние сметаме дека, јас лично сметам дека треба законот да ги претрпи. Имаме уште една минутка, не сакам да го завршиме разговорот без да ве прашам, без ова што за поголем дел од јавноста излезе како едно големо изненадување по повод смртта на она младо момче за кој се испостави дека немал регулиран статус, иако речеше 18 години така натаму. Па потоа издадовте еден вореден извештај како правобранителство, се испостави дека такви има околу 697, ако не се лажам, случаи. 61% од нив се млади лица до 18 години. Сега дали е тоа многу или малку, во секоја држава има разни случаи заради различни причини така натаму, но законот за тоа истекува во јуни година, ако не се лажам. Еве, конкретно ве прашувам, што е сега вашата моќ? Што на овој конкретен случај можете да испорачате по повод еве ваков проблем? За жал се испостави дека сме немоćни. Народниот правобранител 2 години водел постапка за случајот, смртниот случај, немилиот настан. Со детето, да. Неколку препораки се дадени до Управата за водење матични книги. Изготвен е посебен извештај за состојбите во Управата за водење матични книги со посебен осврт за оделението во Скопје. Тој извештај е поднесен до Министерот за правда како орган на управа кој врши надзор врз законитоста на работата на Управата за водење матични книги. За жал, одговорот е негативен или не е добил. Нула. Оти ве прашувам, гледате сега, тоа се конкретните случаи. Да. Се ова друга се убави приказки, структури, систем, не знам, стратегија. Значи, Управата за водење матични книги во конкретниот случај се покажа многу ригидна во однос на решавање на овој проблем. И не само тоа. Ние сега, апропо ова, минатиот петок на седница на собрание беше доставен измената на законот за водење матични книги, каде меѓу другото ние предлагаме да се продолжи рокот на пријавување. Бидејќи тој рок, тој предлог видов за 2 или 3 години како го бидејќи тој рок се испостави дека е прекраток во ситуација кога државата не успеа да ја анимира и јавноста, но и делот на лицата кои се засегнати со ова прашање да се пријавуваат. Има тоа врска со овој закон за државенство што опозицијата го бара? Не. И тоа се лица со нерегулирани... И тој не е сериозен проблем. Вам ви е лимитирано просторот, инаку има тоа море на проблеми во тој дел. И ние имаме сериозни забелешки за тој дел, но да се задржам во насока на Управата за водење матични книги, не успеа, значи, овој орган да ги анимира и да ги поттикне овие лица да се пријавуваат и да го искористат овој период, иако и таа одредба не го решава проблемот, бидејќи таа одредба само дава можност за евидентирање на лицата кои се родени во нашата земја од родители државјани на Република Македонија, а не се водат во матичните книги. И да се управата ќе води еден посебна матична книга која ќе биде како преодно решение до конечно запишување во матичните книги. А конечното запишување значи и добивање матичен број. А матичниот број е услов за стекнување на останатите права на граѓаните. Право на здравствено осигурување, здравствена заштита, образование. До сметка во банка, значи приходи и се тоа. Господин Расер Џибери, благодарам, мислам. Жал ми е што беше времето кратко. 20 да и кусор минути, 23 минути. Ви благодарам. Пак ќе се видиме, ќе поминат уште 4-5 месеци, па ќе имаме прилика повторно да анализираме.